Девојчето со кибритчињата. Беше новогодишна ноќ и снегот вееше неуморно. Надвор, на улица, едно босоного мало девојче, тресејќи се од студ, им ги нудеше со треперлив глас своите кибрити на забрзаните минувачи. Тој ден таа не продаде ниту еден кибрит, иако се вратеше дома со празни раце, нејзиниот татко сигурно ќе ја прекоруваше. Низ прозорците на осветлените куќи, девојчето гледаше среќни семејства собрани околу запалени камини. Таа го имаше само таткој, откако и нејзината сакана баба одлета на невеста. За да се засолни од ледениот ветар, таа се склопчи во еден ќош меѓу две куќи и запали едно чкорче од зидот. Од топлината на веселото мало пламенче се појави една голема заоблена печка со сјајни бронзени рачки. Колку прекрасна топлина, прошепоти девојчето. Таа сакаше да ги пружи премрзнатите рачиња кон топлината, кога пламенчето изгасна, а печката исчезна. Така, таа запали уште едно чкорче од зидот и малото пламенче повторно танцуваше меѓу незините дланки. Светлината од него помина над зидот, правејќи го провиден. Сега таа стоеше пред раскошно поставена трпеза, на која имаше печена патка, полнета со јаболки, околу која имаше топли компири и грашок. Пламенче, те молам, избори се, остани, не исчезнувај, не гаси се. Меѓутоа, пред да можеше малото девојче со кибритчињата да си земе барем еден компир, пламенот згасна и се исчезна. Веднаш таа запали уште едно шкорче и пред неа се создаде мирислива темнозелена новогодишна елка, украсена со разнобојни лампиони и осветлена со безброј мали свеќички, како оние во најубавите излози. Остани уште малку, елко, не исчезнувај во темнината, толку си убава. Остани ми на виделина, шепотеше девојчето. Но и тоа шкорче догори, а елката исчезна во темнината. Со нејзините рачиња, модри од студот, девојчето извлече од кутијата уште едно чкорче и го запали од зидот. Овој пат пламенот засвети најсјајно, а пред неа се појави блескава фигура, облечена во наметка од светлина. Бабо, извика девојчето, те молам, немој ти да исчезнеш. Потоа девојчето зграбчи цел сноп шкорчиња и ги запали, надевајќи се дека така незината баба ќе остане со неа подолго. Шкорчињата светеа силно, заслепувачки како звезда и топло како бунда. Бабата нежно ја пригрна својата внука и ја крена во рацете. Потоа бабата и внуката одлетаа кон невеста, се повисоко и повисоко, во свет во кој нема глад, студ или темнина.